Минатата година за прв пат кај нас се одржа Стрип Трип фестивалот, а годинава љубителите на стрип културата повторно ќе имат можност да бидат сведоци на сето тоа што овој фестивал ќе го подготви. Не само за фестивалот, туку и за стрип културата, денеска разговараме со Давор Драмикјанин, стрип сценарист, и Здравко Гиров, стрип цртач. Добре ни дојдовте. Добре најдов. Здраво. Како сте? Прва лига. Благодарам што одговорите на нашата покана. Ајде да го почнеме разговорот вака. Од каде потребата за еден ваков фестивал? Стрипот кај нас има долга историја, но последниве години се погодија повеќе екипи да се активни на поле на стрип, дали на домашни автори со своји изданија, дали на преводи. И полека од кога се направи некоја екипа, си дојде самото по себе како потреба да дојде момент да си го прославиме стрипот во еден викенд. И добрата работа е што тоа се прошири, па освен од Македонија, самиот фестивал секоја година носи автори и од други земји. Првата имавме земја во фокус Србија, со двајца многу познати автори, кои што едниот сега работи на наслови како DC со Пингвин, Бетмен, стварно познати стрипови. А оваа година ги имаме земја во фокус Италија. Така што фестивалов е на некој начин спојување на професионални искуства со македонски таленти. И сега морам да прашам, што се случуваше минатата година и што како искуство од минатата година носите и ќе го имплементирате оваа година, или како се одвиваше организацијата, колку е лесно или тешко да се направи еден ваков фестивал? Минатата година не беше толку тешко, затоа што ник дадва одреден рок од 3,5-4 недели, беше баш на брзина направено, ама како што Давор претходно кажа, тие неколку екипи се споја како едно, работеа тие неколку 3 недели и се организира за тие некои финансии со кои што малку се располагаше. Се даде нешто пристојно да има за Скопје, оние кои што беа посетители беа задоволни, барем од она ние што го имаме направено муавето последната година дена. Рекоа ќе правите ли второ, ни реков, чекај малку да видиме како, и на крајот. Да, испадна момент каде што Давор склопи комбинација со амбасадорот на италијанскиот амбасадор на Македонија, во Македонија, да ни направи комбинација да можеме да донесеме гости од таму. И некако почна сето тоа. Кога гостите рекоа ќе дојдеме, најверојатно као 89-90%, тука беше више да почнеме време фестивал, ја го имаше само 3 месеци, 4. Интересно е тоа што има и панел дискусии на самиот фестивал. Како ги одбирате темите? Па видете, темите генерално според гостите кои што ќе бидат на тие панел дискусии, секој си има своја бранша или тема за која што сака да направи муабет или да ја презентира на јавноста што ќе биде на фестивалот. И платформата е таму, темите едноставно ги подесуваме според гостите генерално. Знаеме отприлике што би сакале да кажат, а во исто време што би можеле да споделат со публиката. Да, ја само би надополнал дека низ целиот фестивал пробуваме да има таа нишка од младост, сегашност и постари автори. И цело време да има некој начин да се пренесува искуството, знаењето од професионалците. Така што и трибините се најмногу бирани теми кои што ги интересираат автори кои се на почеток, како да го пребродат стартот, како да досвојат прв успешен стрип и така натаму. Така што баш тоа е. Нова би се надоврзал, например, дека зашто спојуваме млади и постари. Имаме една специјална награда за постари стрип автори. Се вика Македонско стрип наследство. А од оваа година, паралелно со незе, започнуваме и конкурс за млади таленти, кој што би требало да ја крстиме Македонска стрипиднина. И на некој начин да го направиме тој круг на животот, да ги мотивираме младите, но да ги испоштуваме и постарите. И сега во контекст на ова, кога се договаравме околу разговорот и самото гостување, напоменавте колку е важно и на најмладите да им се доближи стрип
култура? Па, тоа беше меѓу првите работи на кои што јас и Давор се служив. Он сакаше еден тип на стрип, јас друг тип на стрип. У факултет се собравме. Кога почнавме по-професионално да работиме, некако стигнавме до консензус дека ако не би имале млади луѓе, кажа, кои што би читале стрип, онда нема да има стари луѓе кои што ги читаат и почитуваат стрип. Едноставно беше моментот дека на многу наврати, еве и он и јас, сме работеле, што се вика, не само испод цена, некојаш и за без пари, само за да се покрие таа демографска група, пред се заради тоа што младите заслужуваат тоа. Еве, меѓу другото, можам да искористам приликата дека идеме во функција на тоа, затоа што еве веќе трет месец сме со школа, така, трет месец имаме бесплатна стрип школа во НВО центарот во МКЦ, значи за средношколци нормално, затоа што мислиме дека сега за сега оние имаат најголемата слобода и креативност во поглед на да се извади некој готов производ на крајот, нели тоа патешествие, авантура да ја наречеме. Ние мислиме дека се задоволни, има интерес, ќе видиме како ќе биде. Се надеваме дека нели нормално ќе продолжиме, не само оваа година, ќе продолжи тоа да биде секоја година. Немаме многу време, а имам толку многу прашања, меѓутоа ајде вака да го завршиме разговорот. Кои се оние уникатни предности кои што ги нуди стрипот во раскажувањето во однос на останатите уметнички форми? Најпрво е најефтината уметничка форма според мене. Ја го кажам тоа на нашите, значи, ученици кои што доаѓаат на школата и на сите луѓе со кои што ќе ми дадат 5 секунди еве да кажам. Заради тоа што нешто што го сакате да го направите како приказна, не ви треба ни камера, не ви треба ништо, ви треба хартија и молив, ленјир евентуално, и да го нацртате тоа на одреден начин, добивајќи ја целата приказна, канонот на приказната, односно текот на приказната. Поголемиот дел од сегашните филмови кои што еве нешто направиле во животот, значи во светот, се базирани на стрипови. Заради тоа што они немаат потреба цела една фаза се скока каде што има R&D, значи research and development, нели се прави сториборди, овона, кога добиваш стрипот и добиваш сценарио, добиваш дури тонската, кажи го овакво, значи што ќе иде во фонија, значи што музика ќе иде на таа и таа сцена, каков треба да биде сценографијата, каква треба да биде, каква треба костюмографијата да биде, како треба да збори едниот човек, другиот човек, значи стрипот дава се уедно. Затоа јас сакаме генерално таа уметност и го дава тоа за без пари скоро. Ја ќе пробам пократко да кажам. Фантазијата е многу поголема на читателот, затоа што од едната до другата слика се измеѓу го замислува сам. Додека во филм или во слично, пак е тоа цела секвенца, овде е оставено на уживателот да ужива на свој собствен начин. Еден странски автор кажуваше дека стрипот уствари е точно средината измеѓу двата панела, интерполацијата на умот што го прави кога го врзува панел број 1 со панел број 2. Она што се случило помеѓу овие два панела ние уствари го фантазираме во тој момент, што дава нормално уште поголем креативен моментум. Кај уопште било кој човек, без разлика мало дете, голем, возрастен, стар дедо и така натаму или баба. Благодарам многу за одвоеното време за разговорот. Толку многу прашања ми остана, меѓутоа ајде ќе закажеме повторна средба, нека заврши второто издание на Стрип 8-9 јуни ве така? очекуваме, повелете.